блок 8 часот во Македонија наутро. Започнуваме со директно вклучување од Скопје, колегата Мартин Николовски. Внимателно на патиштата во летниот период, особено да се внимава, препорачуваат од Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот. Мартин, ти разговараш со портпаролот, со Дејан Андоновиќ, повели кои се кампањи во теки, на крајот дали тие вродуваат со плод? Јована, добро утро во ова второлинковско вклучување. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ова лето ја спроведува кампањата Вози одморен. Затоа каква е состојбата на македонските патишта во сообраќајот, утрово, како што кажавте, разговараме со господин Дејан Андоновиќ од РСБСП. Господин Андоновиќ, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, какви активности спроведувате ова лето? Ние секое лето, па и ова, ја спроведуваме кампањата Вози одморен со цел да им посочиме на учесниците во сообраќајот на летните горештини, бидејќи секоја година, нели покрај оние зимски услови каде што секоја година апелираме дека треба да се вози внимателно, особен акцент ставаме за летната кампања, бидејќи лето е, зголемени се температурите, зголемена е фреквенцијата на сообраќајот, луѓето одат подмори на подолги дестинации, малку се по-опуштени, поотаму и овие апели да бидат внимателни, и сега таа кампања Вози одморен се однесува на тоа на 2 часа возење на пат, 20 минути да одмараат, со цел нели да бидат по-концентрирани во сообраќајот. Така. Секој ден сме сведоци на сообраќајни незгоди, а изминатиот период дел од тие сообраќајни незгоди ги зедоа и своите жртви. Каква е сообраќајната култура во Македонија? Сообраќајната култура во Македонија е како што е културата на еден народ. Значи, тие две култури не се делат. Тоа е еден исто од истото потекнува. Какви сме во другите сегменти во културата, такви сме во сообраќајот. Како народ, морам да приметам дека изминатиот период и преку нашиве кампањи, сообраќајната култура малце се подига, но таа не е доволна, со цел да не го прави она што некогаш да ти го прават другите. И тоа е таа култура сообраќајна која барем јас лично нонстоп апелирам до луѓето, а се однесува на сите учесници во сообраќајот. Значи, има правила и прописи, пропишана сообраќајна сигнализација и таа мора да се следи, но има и етика, и јавна свест и сообраќајна култура во сообраќајот која треба да ја следите. Ако сте културни, знаете за што зборувам. Ако не сте културни, џабе, тоа не е пропишано се со закон, има некаде каде што треба да бидете и културни во сообраќајот, да не свирите, да оставате да помине некој пред вас, иако може би има право. Сето тоа е сообраќајна култура. Повторно ќе кажам, сообраќајната култура е на пониско ниво, но ние бележиме сега напредок изминативе години, дека луѓето полека сваќаат дека со сообраќајна култура, со јавна свест, со почитување на правилата и прописите, сите тие работи те носат кон безбедно учество во сообраќај. Иако и вие многу пати апелирате, меѓутоа и законски возачите се обврзани да користат безбедносен појас, сепак има и такви што не користат. Како да ги натераме или да ги мотивираме да користат безбедносен појас? Токму тоа е сообраќајна култура. Зашто да ги тераме? Треба самите да знаат дека треба да го носат и мора да го носат. И сообраќајната култура тоа предвидува. Не се работи дали некој ќе ве казне. Не се работи дали ќе ве види полицаецот. Работата е вие да го ставите, имало полицаец, немало полицаец, тоа вас да не ве засега. Тука да ви е важно да знаете зошто носите појас. Носите појас за безбедност. Сега како да ги натераме? Јас мислам дека се зголемува бројот и на оние кои носат појас, иако тој број се разбира е доста помал, но носат појас во населени средини и едина решение се овие апели да ги подсетиме, да им покажуваме што значи ако не носите појас, кои се последиците. Колку се безбедни граѓаните, пешаците и велосипедистите во сообраќајот? Па сега тоа е прашање кое, повторно ќе кажам, доколку сите учесници во сообраќај ги почитуваат пропишаните правила и прописи сообраќајната култура, сообраќајните овие знаци се безбедни, се разбира. Имаме недисциплинирани возачи, имаме недисциплинирани пешаци. Ние сме сведоци дека
пешаците се најмасовна категорија на учесници во сообраќај, бидејќи ние сите први сме пешаци, па после друго. Второ, пешаците имаат една лоша мисла дека имаат право на се. Не, и пешаците подлегнуваат на правила и прописи, каде може да преминат улица, црвено, зелено и сето тоа, и знак. Сега, колку се безбедни, доколку се ги почитувате пропишаните правила и прописи, тогаш сте безбедни. Доколку ризикувате да преминувате улица, вон да пешачки премин, таму каде што е зелено за возила, тогаш сигурно дека нема да бидете безбедни. За крај на овој разговор, можеби ќе се повториме, меѓутоа која е вашата порака што сакате да ја испратите до сите учесници во сообраќајот? Па, возете внимателно, бидете културни во сообраќај, почитувајте ги правилата и прописите, сообраќајната сигнализација и сето она што сообраќајот го има, бидејќи сообраќајот е наука и тој има пропишани правила и прописи. Немојте да чекате дали ќе ве види некој полицаец да ве казни, вие не сте учесници во сообраќај ради полицајците. Ставајте појас, немојте да возите под дејство на алкохол, поминувајте на зелено, бидете културни во сообраќај. Сето тоа ќе доведе до 0 жртви во сообраќајот. Господине Андоновиќ, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам и на вас и на вашите, и поздрав до вашите гледачи и до македонска телевизија која ни помага во овие кампањи, бидејќи ние цела година правиме кампањи во зависност од календарот на активности, имаме голема поддршка од вас и ви благодарам за тоа, бидејќи преку вас успеваме да допреме до учесниците во сообраќајот. Јована, како што може да забележиме, нешто после 8 часот сообраќајот овде во центарот на Скопје е раздвижен, луѓето веќе одат на своите работни места, инаку она што го соопшти Автомотосојузот на Македонија е дека сообраќајот надвор од градските средини е зголемен, а има подолги чекања на граничните премини Табановце и на граничниот премин Богородица. Таму апелираат внимателно да се вози и да се почитува поставената сообраќајна сигнализација. Студио?